Нема теорија да казниме граѓанин кој што брзал да го спаси животот свој или на близок во болница. Дали системот ќе препознава кога семафорите ќе бидат уклучени пример на трепкачко жолто светло? Да, нашето јавување кога ќе одредена раскрсница се стави во таква фаза, секако ќе отсуствува камерите да снимаат и да било што обележат, заради тоа што они се врзани со светлата кои што функционално работаат. Не се врзани кога ќе дојде сообраќаец да регулира сообраќај, не се врзани кога ќе трепка на жолто. Тука немаме докажување ние дека си поминал на црвено или на зелено. А што доколку има итен случај се случува да одредено лице му се слоши? 4 трепкачи е најчестиот случај да се уклучат да се брза до болница. Ќе се случи да одредено лице кое што му се слошило и вози према болница и ќе вози со прекомерна брзина. Истиот ќе користи 4 жмигавци и ќе помине одредена траса кај што некој од камерите ќе го фати. Веднаш кога ќе му стигне порака на таквото лице, треба да дојде во или да се јави или негов близок во полиска станиција да го пријави тоа, дека тоа се случило. И заради тоа ние механизмот за проверка ќе го имаме. Ќе провериме движењето на трасата, ќе провериме користењето на 4 жмигавци и ќе го провериме тоа кај се упатува лицето. Дали се упатува во болница или во некое локално кафуле на кафенце. Нема теорија да казниме граѓанин кој што брзал да го спаси животот свој или на близок во болница. Нема теорија тоа. Секако дека Министерството таа казна од камерите, пошто е компјутерски, ќе ја повлече кога ќе види дека се случува ова што. Околу повлекувањето. Можноста за злоупотреба секако постои.